Се ревитализира црквата Пресвета Богородица во Лешочкиот манастир, која е една од најстарите сочувани цркви во Полог. Во тек се активностите од втората фаза во рамки на годишната програма на Националниот конзерваторски центар. Претходно се работеше на отстранување на стариот и дотраен градежен материјал, а во иднина ќе се работи и на обнова на фреско живописот. Проектите кои што ќе се работа на оваа црква се поставување на покрив, дренажа за подземни води, како и реставрација на еден од најубавите фреско живописи во Македонија. И тоа откако ќе го заврши Заводот за заштита на културни споменици, потоа наша задача на Македонската православна црква на Тетовско-гостиварската епархија и на овој свет манастир е да го средува интериерот на црквата, што би значило нови кандила, нов престол во светиот олтар и така натаму. И така црквата би го добила повторно својот сјај кој што треба да го има како една од најстарите цркви не само во Полошкиот регион, туку и во Македонија. За жал, тие процеси до сега споро се одвива. Сега се надеваме дека ќе започне да се одвиваат со еден поголем интензитет и на задоволство и на радост на сите православни христијани кои што ја посетуваат оваа црква. Новиот конак кој се гради во дворот на манастирскиот комплекс е во финална фаза. Останува да се уреди внатрешноста на објектот и истиот ќе биде наменет за свештенството, додека верниците ќе можат да престојуваат во стариот конак, чија реконструкција е во тек. Останува внатрешно да се уредуваат деталите, поставување на парното грејење, внатрешното варосување, мебелот, интериерот и останатите работи. Како што гледате надворешно веќе имаме една целосна и компактна градба. Што се однесува до конакот што е од десна страна моја, тој конак е во фаза на обновување, значи се извадија даските и гредите, треба понатаму да се стават масивни плочи и да се направи преадаптација на внатрешниот простор и овој конак ќе биде целосно ставен во функција на пречек на гости, на православни посетители. Инаку овој конак го обновува Заводот за заштита на културни споменици со средства од буџетот. И истиот конак неговата реставрација ќе оди во фази. Воедно манастирскиот комплекс се подготвува за чествување на престојниот патронен празник.